На пратениците им заврши двонеделниот пролетен распуст, од денеска се враќаат во пратеничките клупи. Пред речиси 15 на дена собранието ја информираше јавноста дека нема да работи во знак на почит на 59 загинати во пожарот во дискотеката во Кочани. Денешниот ден им започна со набиена агенда, со пленарна седница, но и најавени седници на 3 комисии. Нивната работа денеска ја следи колешката Далиборка Демјанска. Далиборка, денеска пред пратениците се измените на законот за прекршоците против јавниот ред и мир, а кои се однесува на употребата на пиротехнички средства во затворени објекти. Покрај оваа точка, што друго е на дневен ред? Да, Александар, на дневен ред се повеќе закони, меѓутоа морам првин да спомнам дека денешната седница тија почнаа со едноминутно молчење од причина, како што кажа и ти, што претходните 2 недели си беа на одмор, донесоа одлука со консенсус дека по трагедијата во Кочани не треба да имаат седници на кои би се расправале јавно и би се правеле тензии, вклучително и поврзани и со трагедијата. Инаку, што се однесува до законот, што се однесува до таа нивна одлука, денеска изјава имаше Јована Тренчевска од СДСМ, која го повтори истиот став што веќе 2 недели го кажуваат од сите партии, па предлагам да ја чуеме накратко. Собранието 2 недели немаше седници. Меѓутоа, еве и јас и многу мои колеги од сите политички партии бевме во собранието и си имавме и средби со граѓани и работевме на онаа што значи и креирање на политики, нови закони, предлог закони, меѓутоа и се онаа што е дел од нашите обврски. Така да теза дека сме биле на одмор не е вистина, не бевме на одмор, туку едноставно само собранието не имаше закажано седници на парламентот и седници на работните тела. СДСМ најавија дека и тие ќе побараат анкетна комисија за случајот, но ќе остават првин да заврши истрагата, па понатаму ќе видат што ќе се случи. Инаку се согласуваат со ставот на ВМРО ДПМН дека со таа анкетна комисија треба да ги отвори и случаите Ласкарци, Беса, Транс и Дурмо и модуларната болница. Што се однесува до лидерската средба, Тренчевска не сакаше да каже ништо по-конкретно, освен дека денеска или утре председателот на партијата ќе излезе и ќе го каже повторно својот став, дали ќе бара лидерска по ставот на премиерот, дека тој е подготвен да се сретне со него пред воопшто да се изјасни дали ќе има лидерска средба. Исто така, тие најавија дека ќе го поддржат законот, ќе ги поддржат измените на законот за јавен ред и мир, со кои се заоструваат казните за прекршоци од овој тип, вклучително и за движење на малолетници во доцните вечерни часови, што и се случи на седницата. Овој закон, потребата од овој закон да се донесе по скратена постапка беше изгласана едногласно, меѓутоа сега ќе треба да оди на комисии и повторно да се врати на пленарка. СДСМ најавија дека ќе имаат и амандмани и предлагаат заострени казни. Во однос на другите закони што денеска овде почна да се разгледуваат, законот за пензиско и инвалидско осигурување со кое ќе се овозможи редовно покачување на пензиите од 2500 денари за мартовската пензија, помина во собранието и покрај противењето на опозицијата и нивните барања да се донесат и други мерки. Исто така беа одбиени законите кои што левица ги предложи за продолжување на породилното отсуство на 18 месеци и исто така платите да се исплаќаат до 5 на почетокот на месецот, а не до 15. Сега се расправаат за некои, има повеќе закони. Одбиен беше и предлогот на пратеничката Моника Зајкова за измени во законот против насилството врз жените. Александар, има, како што кажа и ти, има повеќе закони на оваа седница, така што ние остануваме тука повеќе за тоа што ќе се случува во следните вести.
Така е, Далиборка, остануваме да следиме денешната работа на пратениците во собранието. Повеќе информации очекуваме во следното информативно издание. Јас сега ти благодарам за извештајата во вклучувањето во овие вести.